трагичниот пожар во дискотеката во Кочани. Надлежните спроведуваат темелна истрага која треба да даде многу одговори за тоа која е причината за оваа трагедија. Колегата Александар Динев го вклучуваме во овие вести со последните информации. Александар, пред малку и премиерот Мицкоски ги посети пациентите кои што се хоспитализирани во ГОП 8 септември. Според последните информации се зголемува и бројот на лица кои што бараат лекарска помош. Каква е состојбата до овој момент? Стабилна е утринава состојбата на сите пациенти кои беа повредени во големата трагедија во Гочанската дискотека. Стабилна е состојбата, како што слушнавме од здравствените власти, на сите до овој момент 89 пациенти кои се лекуваат во македонските болници и клиники, но релативно стабилна е состојбата и на пациентите. Вкупно до овој момент 76 кои се испратени на лекување пред се во странство, во центрите во регионот, во Србија, во Грција, во Бугарија, од утринава и во Словенија и од синоќа во Хрватска. Инаку, како што соопштија лекарите кои се грижат за пациентите кои се хоспитализирани овде на клиничкиот центар во градската општа болница 8 септември, но и клиниката за хируршки болести Светинаум Охридски, будно се следат сите пациенти доколку има потреба во текот на денот. Дел од нив ќе бидат транспортирани на лекување во странство. Најголем дел од пациентите во несреќата во Кочанската дискотека се здобиле со изгореници. Понатаму при обид да излезат од тоа стампедо, некои од нив имаат искршеници, но дополнително се влошува состојбата на дел од посетителите во дискотеката кои дури вчера прв пат се обратиле на лекар, а во текот на вчерашниот ден 20 на пациенти поради вдишување на чадот од пожарот побарале лекарска помош и се хоспитализирани на скопските клиники. Дел од нив од огнот имаат изгореници од втора, некои дури и многу тежок трета степен. Пред се било зафатено лицето, како што соопштија лекарите. Во продолжение да слушнеме подетално за состојбата најпрвин за пациентите кои се хоспитализирани и ги лекуваат во македонските болници. Сега за сега сите пациенти не се стабилни. Имаме неколку пациенти кои што влошуваат, но не се во тешка состојба. Ги планираме за транспорт. Транспортот ќе почне исто и денес, продолжуваме со транспортирање на околу 8 пациенти, така да како ќе се движат работите ќе бидете информирани. Знаете ли каде ќе заминат, во кои клиники? Словенија, Полска, Австрија, имаме Италија. Тоа се дестинациите и Хрватска. Способни за да може да се транспортираат во стабилна, да, транспортабилни се. Од тие што се останати на клиника за токсикологија, 13 пациенти, 4 се уште не сме задоволни до крај од нивната состојба, не е стабилизирана, другите се стабилни. Меѓутоа, бидејќи се работи покрај за изгореници на горните дишни патишта и за акутно тешко труење со штетни гасови, посебно со јаглероден моноксид, очекуваме да има компликации во наредните денови, меѓутоа ние сме сите мобилни. До овој момент сите кои што сме процениле дека се ризични и се со потреба за третман во специјализирани центри се навремено испратени и навремено се триажирани и затоа и го добиваме овој биланс во моментов каде што имаме стабилни пациенти од толку голем број на повредени. Од оние
повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некој од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на делувањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувале, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници. Докторе. Да, како што можевме да слушнеме, дел од пациентите и во текот на денот и вечерта ќе бидат испратени на понатамошно лекување во странство, како што предмалку информираше и директорот на Фондот за здравствено осигурување, бидејќи веќе се и пополнети капацитетите во соседните земји кои први ни излегоа во пресрет и ги примија најкритичните, односно најтешко повредените пациенти земјите од регионот. Директорот на ФЗО информираше дека веќе се стапува во контакт и со други европски држави кои имаат исто така посовремени центри за третман на изгореници, како што се Австрија, Полска, Холандија, Италија и Норвешка, и тие ги ставаат своите капацитети на располагање за да ги примат сите оние пациенти кои имаат потреба од понатамошен третман, пред се поради изгорениците. Премиерот Мицкоски исто така информираше и ги повика сите оние граѓани, односно жители на Кочани и околината кои биле во саботата во дискотеката, да се јават на лекар доколку почувствуваат било какви симптоми, за да навреме може да им се укаже помош и да бидат соодветно третирани. Да ги видиме и овие изјави. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Се трудевме заради близината, прво да реагираме, тоа беа првите вчерашни реакции да бидат Грција, Бугарија, Србија и Турција како најблиски дестинации. Веќе таму се воглавном пополнети капацитетите. Од денеска веќе мораме да ги спраќаме луѓето на подалечни дестинации. Меѓутоа владата веќе донесе одлука да и се овозможи родителите да бидат со нивните деца или партнери кој веќе е потребно да патува. Значи нема ни еден критичен пациент или пациент што се влошува да не биде згрижен во специјализирана институција за изгореници. Денеска веќе ќе има активирање на Италија, Холандија, Белгија и така натаму. Секој оној кој што бил во или во близина на ужасниот настан да се јави на доктори да побара консултација без разлика дали чувствува или не чувствува било какви тегоби или било какви проблеми. Едноставно некои работи мора да се направат. Нема тука пркосење, нема тука негирање, едноставно мора некои работи да се случат ако сакаме да немаме ефекти кои што ќе ни се случат понатаму. Александар, утринава пристигна една позитивна вест дека се подобрува здравствената состојба на 5 лица кои што се хоспитализирани во Анкара. Сепак во текот на ноќта 17 потешко повредени пациенти беа транспортирани до земјите од регионот, најмногу во Србија. Имаме ли информација каква е здравствената состојба на оние пациенти кои што во текот на вечерта беа транспортирани во странство?
Критична и тешка е состојбата на оние 12 пациенти кои ноќеска беа транспортирани на лекување во клиничкиот центар во Белград. Да, исто така како што информираат тамошните лекари, се борат едноставно за нивниот живот, бидејќи имаат доста висок процент на зафатеност со изгореници по телото и како што изјавија ќе прават надчовечки напори за да ги спасат. Исто така има и тешки пациенти во останатите центри кои се во Софија, во Пирогов, како што споменав, во Хрватска, во Словенија и во сите земји кои излегува во пресред и примија македонски пациенти кои беа повредени во големиот пожар и големата трагедија во Кочанската дискотека. Меѓутоа, добра вест стигна од Анкара, од Турција, каде исто така има на лекување повредени македонски државјани во пожарот. Таму 5 пациенти веќе се во подобрена здравствена состојба, а министерот за здравство информираше дека и пациентите кои се на лекување во Солун се стабилни и нивната состојба се подобрува. Да ги слушнеме и овие изјави. Имаме нови информации од Анкара дека од 5 наши хоспитализирани пациенти, 5 се екстубирани, што значи дека дишат сами, не дишат со вентилатор, односно не дишат на машина. Имаме информација од Словенија дека 2 пациенти се екстубирани. Утрово министерот за здравство и министерот за надворешни работи заедно со министерот за здравство на Грција ги посетуваат пациентите сместени во болницата Папа Николау во Солун. Јас утрово се чув со болницата таму. 2 пациенти кои што се над 18 години се во тешка состојба. Kao što ste rekli, juče smo u toku popodneva i večeri primili 8 pacijenata povređenih u požaru u Severnoj Makedoniji. Svi pacijenti su sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Od njih 8, 3 je na respiratoru, odnosno zahtevaju mehaničku ventilaciju. Telesna površina koja je zahvaćena opekotinskim povredama se kreće do 25%. Naglašavam da svi imaju simptome od strane intoksikacije i opekotina respiratornog trakta, te su stoga i životno ugroženi. Nakon prijema započeto je sa dijagnostičko-terapijskim procedurama. Od njih 8, 7 je zbrinuto u uslovima operacione sale. U toku su i konsultantski pregledi neurohirurga, ORL specijalista, pulmologa, radiološke pretrage. Tako da, znači, svi su zbrinuti u toku noći, stabilni su, stabilnih vitalnih parametara. Što se tiče pacijenata operisanih u toku prethodnog dana, oni su hemodinamski stabilni, nastavlja se njihovo lečenje koje će sigurno potrajati dugo. България и Северна Македония са в траур за загиналите младежи при пожара в Кочани. Обща и болката ни за загубата на невинни човешки животи и обща е надеждата ни за бързо възстановяване на пострадалите. Аз искам да благодаря на българските медицински екипи и военнослужещите за бързата реакция и професионализъм по транспортирането на ранените и за осигурената специализирана медицинска помощ. България е готова и ще продължи да помага с всичко, което е необходимо. Чакаме в момента около 10:30 македонската страна да реши дали има нужда да се вземат още 10 човека. Спартана и медицинските екипи също са готови, така че ние ще продължим да оказваме помощ. Най-важното според мен е, че тази трагедия показва, че хората от двете страни на границата можем и трябва да разчитаме един на друг, но не само в ден на изпитание, като днешния, а в името на общото ни европейско бъдеще. Само за 3 часа вчера откликнаха 94 човека, които дариха кръв тук на място в палатката на Българския червен кръст и повече от 20 човека бяха насочени към Центъра по трансфузионна хематология. Много хора откликнаха, но не от всеки се взима кръв. За да бъдеш кръводарител, първото основно правило трябва човек да бъде здрав,
да е в възрастовата граница от 18 до 64 години, да не страда от хронични заболявания, да не употребява ежедневно медикаменти. Това са условията. Да, како што можевме да слушнеме и видиме, целиот регион, но и цела Европа излегуваат во пресрет и помагаат секој на свој начин за да се спасат што повеќе пациенти кои се испратени на лекување во странство, но да напоменам дека има и странски експерти пред се од Белград, од Воено-медицинската академија, од Израел и од Чешка, лекари специјалисти за изгореници кои се дојдени тука во Македонија на клинички и овде во ГОП 8 септември кои им помагаат на македонските лекари во третманот. За крај од ова јавување да резимираме дека до овој момент има 165 повредено граѓани, односно млади лица кои во саботата ноќта биле во дискотеката во Кочани каде се случи големата трагедија. До овој момент 89 остануваат на лекување во Македонија. Дел од нив во текот на попладнето и ноќта ќе бидат испратени на лекување во странство, а до овој момент на лекување во странски центри пред се во регионот има 76 тешко повредени и во критична состојба, најголемиот дел од нив кои се лекуваат во тамошните болници и клиники. Остануваме да ја следиме состојбата, здравствената состојба пред се на сите повредени и повеќе детални информации најавувам за во вестите во 16 часот. Да, Александар Динев, јас ти благодарам за сите овие информации за тоа каква е здравствената состојба и на оние кои што се лекуваат во земјава, но и на сите пациенти кои што се хоспитализирани во странство. Многу повеќе пренесуваме и во вестите.